Да, се враќаме во студиото, почнуваме со новата стратегија за национална безбедност на Соединетите Американски држави. Тука е доктор Златко Кузманов, доктор по безбедносни науки, исто така и председател на Центарот за интегрирана безбедност. Да. Господине Кузманов, добро дојдовте во студио 10. Благодарам поканата и за можноста да поразговараме. Новата стратегија за национална безбедност на Соединетите Американски држави е донесена, таа отприлика ја отсликува политиката која ја води американскиот председател Доналд Трамп, иако вака кога ќе се донесе на хартија што се вели, сепак предизвика доста турбуленции, доста реакции. Таа ги отсликува главните приоритети на надворешната политика на Вашингтон, но на некој начин и ги менува тие приоритети или, ајде да речеме, ги спроведува на различен начин. Па, еве вака, чисто за вовед во разговорот, што е она што оваа нова стратегија ја прави поразлична од минатото? Благодарам за можноста уште еднаш. Вие сеќавате дека во текот нова година јас бидејќи имаме седнаш месечно правиме анализи, минимум 2-3 пати од март, април спомнував дека треба се донесе оваа стратегија, дека не е донесена и се касни на некој начин. Но еве до сега веројатно заклучила администрацијата на новиот председател дека е дојдено времето да ја објават и да ја сработили и објават оваа стратегија која практично дава водилка и во кој правци ќе се движи и надворешната политика, но и како ќе делуваат и кон самата држава во Соединетите Американски држави. Ова е стратегија за национална безбедност, ги третира и самите Соединетите Американски држави, но и посебно одредени региони во светот, и на тој начин се одредуваат и приоритетите од нивната политика. Таа концептуално го задржува методолошкиот пристап на изработка во Соединетите Американски држави, во изработка на стратегиите, да ги опише целите, да ги опише средствата со кои ќе се остварат тие цели, со што располагате и начините на кои ќе ги остварите тие цели. Али има доста разлика во однос со останатите претходните национални стратегии за национална безбедност, бидејќи Соединетите Американски држави како доаѓа секоја нова администрација, тие обично и секој нов председател носи нова стратегија, па во последните 20 години ова е веќе 6-7 национална стратегија за безбедност. Што е карактеристично во ова најновата, бидејќи од неа практично ќе изучите и анализирате, можеме и да го анализираме и сите случувања на светско ниво и по региони, практично и оно што се случува во западната хемисфера. Прво, тука се приметува политиката, заложбата на председателот Трамп, каде што он инсистира да Америка да е на прво место. И во основните цели што се напишани во стратегијата, секогаш на прво место е Соединетите Американски држави, односно сега се користи тука еден нов термин, интересно е да се запази западна хемисфера. И он многу често во оваа стратегија место Соединетите Американски држави го употребува терминот Америка. Америка не вели сегде само Соединетите Американски држави, мислејќи на целата западна хемисфера, односно Северна Америка, Средна Америка и Јужна Америка, како нивно двориште и дека тоа е нивни интерес каде што нема да дозволат други да се мешат или односно ќе влијат да се намали влијанието на други сили. Тоа е она практично и таа Монрова доктрина што ја спомнува од петиот председател на Соединетите Американски држави во 1823 година, Монрова доктрина, Джеймс Монро, кој е бил пети председател на Соединетите Американски држави и кој со таа доктрина го сакал да го спречи во тогашно време европскиот колониализам во Јужна Америка. Практично нешто што и сега се случува во Јужна Америка и се обидува оваа администрација. Затоа и така. Значи, суштината е западната хемисфера, каде што велиме тука се и САД, и Канада, и Средна Америка, и сите држави во Јужна Америка. Дали е тоа исто со, кога ќе кажеме, со политика на изолационизам? Дали е тоа, да речеме... Па не, они не го гледаат така. Не го гледаат така, бидејќи се светска сила, пак сака да задржат доминацијата, бидејќи они во основи тамо ги подредиле работите во стратегијата. Има дел каде што го персонализирале, бидејќи председателот Трамп е тако, па сака да се вметнат и некои негови лични работи и согледувања, што обично стратегиите не се става, тие се општи документи, правци, политики генерални, али они ги навеле
тие потребните политики, пак во секој тој дел од главите велат, председателот Трамп мисли и вака, што обично стратегиите не се става, али знаеме каков е стилот на работа на председателот Трамп и морале така тоа и да го стават. Таму се дадени, значи вели што сакаме ние од Америка, од самата Америка да прави, што сакаме од целиот свет да прави кон Америка да се однесува, па се одредени приоритетите, целите, принципите и објасните се регионите во светот. И со кои средства Америка располага сето тоа да го оствари. Не е изолационизам, бидејќи тие пак велат во она што сака да бидат во светот, пак да бидат најаката, најсилната економска, политичка и воена моќ, кој ќе го предода светот. Значи не се откажуваат од доминацијата? Не, никако. И да не дозволат ни никој да го загрози тоа стратешко лидерство на Соединетите американски држави. Али дека има промена во одредување на приоритетите каде сета таа енергија, сила и моќ ќе ја употребувате. Па интересно, пак велам, значи во одредувањето што сакаме од светот, кои ни се приоритетите кон нас, од 6 приоритети, првите 2 се однесуваат пак на таа западна хемисфера, значи Северна Америка, Средна Америка, Јужна Америка и американската економија, бидејќи тој е економист, тој е бизнесмен и вели дека преку економската моќ практично ние ќе ги оствариме и сите останати и воената и политичката, нели секако е капиталистичка држава, најголема, најсилна економија се уште и вели дека преку економијата ќе ги оствариме и останатите елементи на националната моќ. Во тие приоритети, значи покрај западната хемисфера и американската економија, тек на трето место веќе многу битно доаѓа Индо-Пацифичкиот регион, кона што го зборевме веќе година и по назад дека се пренесува тежиштето. На четврто место е Европа, го задржувам вниманието, али тек на четврто место е Европа и помош да се стабилизира Европа и да се помогне на Европа. На пето е Блискиот Исток и на шесто повторно пак вели заживување, реиндустриализација на американската економија и на развој понатамошен технолошки и со вештачка интелигенција и со технолошки и и во хемиската биоиндустријата и така натаму нов технолошки развој на Америка. Тие се тие 6 приоритети што може да ги видиме од самата Ајде вака, нема да одиме ние поред, туку ќе одиме по тоа што предизвика најмногу реакција, ајде да речеме. Тоа е, ми се чини мене, барем дека тоа е односот кон Европа. И она на каков начин се опишани односите со Европа во националната стратегија. Зошто предизвикаа толку многу внимание и реакции? Затоа што гледате сега, знаеме таа интенција што он веќе година дена од кога прими должноста, ја презеде должноста и тоа го најавува. Сакаме вниманието да го насочиме кон друго, односно кон себе, кон западната хемисфера. Повторо Индо-Пацифичкиот регион, па Европа и другите држави, вие сте тамо на трето и четврто место. Тоа го најавува веќе година. Еве ќе ја прочитам реакцијата на полскиот претседател Таск, која мислам дека може да ја одразува и реакцијата на сите европски лидери. Тој вели вака: драги американски пријатели, Европа е вашиот најблизок сојузник, не е ваш проблем. Имаме заеднички непријатели. Барем така беше во последните 80 години. Треба да се држиме до ова. Ова е единствена стратегија која функционира за нашата заедничка безбедност, освен ако нешто се сменило. Мислам дека овој став на Таск ја одразува, ајде да речеме, во најмала рака збунетоста на европските лидери во поглед на стратегија. Така, нешто се сменило, сигурно дека се сменило. Од друга страна, Полска, сам мала дигресија, колку да е сега, истакната таа изјава на полскиот представник, во безбедносна смисла тие доста и текако се присутни во Полска и помагаат на Полска и така натаму. Мислам дека тоа толку Полска нема да го осети колку цела Европа. Да, но ми се чини дека ова секој европски лидер би го кажал истото, отпрлика за тоа. Да, не мора баш полскиот, бидејќи таму се баш помагаат и присутни многу практично и полски веќе за неколку години и следните ќе стане стварно една јака војна сила, баш со помош на Соединетите американски држави. Видете сега, таму тој вели не се откажуваме од Европа. Ќе помогнеме, таа е тука и се, али мора таа да си ја преземе одговорност оно што го зборевме и тоа е напишано во стратегијата.
мора сами не може да ве убедуваме и да молиме да одвојувате повеќе, да се грижите сами за својата одбрана, не ние да трошиме никога, што повеќе вика Америка нема да си дозволи ние да плаќаме за безбедноста на другите, а тие да не допринесуваат. И тоа го збори веќе година дена и сега ставено во документот. И тука е една разлика. Европските лидери, па и полскиот представник вели непријатели или Русија. Во оваа стратегија е интересно во однос на другите не се претходно обично беше традиција во стратегиите се Кина или Русија вели ова е најголеми непријател и закона за ова е непријателска држава, овие се терористички држави, Кина или Русија зависи кој период века ова е најголем непријател, ова е најголема зака. Сега во оваа стратегија практично нигде тоа не е напишано. Значи не вели ни за Кина непријател на Соединетите американски држави, не вели за Русија. За Русија практично да ме прашавте за Европа, вели таа мора да се стабилизира состојбата на европскиот континент. Зошто? Затоа што ова брзање за донесување договор за смирување, за мир, во самата стратегија тие навели едни од приоритетите вели нема да дозволиме повеќе долгорочни конфликти во светот во кои ќе учествуваат Соединетите американски држави. Значи, нив им тоа стратешка определба, не само желба сега во однос на Украина и Русија. Тоа што на Европа па сега и смета. И вели, таму исто се наведува. Жално вика, несватливо, неразбирливо да толку Европа се гледа Русија како закана, а они смета дека не е толкова заканата во самата стратегија. И дека треба да се изнајде, да се смират односите, да се направи компромис и да се изгладат односите меѓу Европа и Русија и да се спречи конфликт на европско тло. Тоа го пише во самата стратегија. Ми се чини дека европјаните или европските лидери се, ајде да речеме, најмногу реагираат. Сега не знам дали се изненадени, можеби и не се, бидејќи отприлика ги знаат ставовите на Трамп и неговата администрација, во тоа што најголемата закана за Европа не се опишува дека тоа е Русија, како што велите, туку дека таа доаѓа внатре од Европа. Не е точно посочено, но мислам дека слободно може да се каже дека се мисли на минувањето на демографската слика на Европа, на миграцијата, на тие трендови. Тоа е наведено, значи сега и тоа е наведено. Значи ме потсетивте, ти не можеме цела да објасниме сите ставки статии, тоа е објаснето, тоа е наведено. Вели Европа е загрозена од па дури оди експлицитно и построго, има недемократски држави, нелегитимни држави, нелегитимно недемократски ги потиснуваат опозиционите движења во своите држави, во аспект на губење традиционалните вредности, во опасностите од миграцијата и менувањето на демократската слика на Европа. Тоа сето е наведено во стратегијата во елементите на некои критички што се однесуваат на Европа. Да, но... Али пак на крај заклучува вели не се откажуваме од Европа, тука ќе бидеме, ќе помагаме, али таа во секој случај ќе мора да се преземе одговорноста и не сакаме конфликт на европско тло. Тоа они го напишале експлицитно во оваа стратегија и затоа се инсистираат да најдат договор и да се прекине оваа војна меѓу Украина и Русија и да Русија исто да се потврди дека нема да биде закана за Европа и да нема некој иден конфликт, што е сосема поразлично од она што гледаме сега што се случува во самата Европа и во Русија. Има еден пасус каде што вели дека Европа со 500 милиони жители, со не знам колку пати поразвиена економија, индустрија од Русија, сега карикирам ја како е тоа напишано, дека е смешно што ја смета Русија за најголема закана, а толку пати има поголеми капацитети. На некој начин ја критикува европската целата стратегија. Ова што го кажавте е интересно за недемократски држави, да, точно е така, но во оваа стратегија ми се чини, иако не е наведено кои се тие држави, дека и во поранешните можеби стратегии или во извештаи на State Department имало дека во Европа одредени држави имаат недемократски практики и така натаму. Дека во оваа стратегија која ќе се напише дека во Европа има држави кои ја побиваат демократијата или така, дека не се мисли на истите држави во кои се мислела во поранешните американски извештаи. Или ајде да бидам уште подиректен. Ако во поранешните тоа рече се сигурно се сметало за Унгарија, во овој извештај се мисли за оние држави на кои ние не би помислили. Така, се право сте, точно е, значи ако одиме подлабоко, јас сакам да офатам и други елементи, има интересни во стратегијата, нели, али еве се тука на европско тло па ќе задржиме повеќе и на Европа, интересно е што пишува и што предвидуваат, која е стратегијата и за другите региони и за самата западна хемисфера. Ова е точно, тука пред се гледаме каде е најголемиот проблем практично во дечките држави. Они што предводат Европската унија дека тие пружат најголем отпор и тука они навеле експлицитно вели дека
Видите сега, тамо вели према нивните сознанија и стратегијата, голем дел од населението Европа вели не поддржува војна со Русија. А владите инсистираат програми за вооружување и така натаму, и тоа е наведено во стратегијата, во американска стратегија. И таа на многу аспекти веројатно не им одговара пред се на водечките држави во Европската унија и така натаму, и тие можеби на дели реагира, некои поостро, така натаму, нели кај германскиот канцелар кој рече не сакам други, не ќе ме други да ни кажуваат како ќе си ја спроведуваме демократијата во нашата држава и така натаму. И некои ги има заболено повеќе или помалку од тие водечките држави пред се во Европа. Да, тука се разбира дека поврзано е ова како што велите и со војната во Украина и во односите со Русија. Интересно е што правичните изјави на руските представници, како што е на Песков, на пример, дека тие се, како што велат, задоволни од новата американска стратегија, велат поразлична е од другите администрации. Зошто е Русија задоволна? Па затоа што ви реков, видите сега првпат оваа стратегија не се вели непријателски држави, закани за американските национални интереси. Тоа го нема. Без оглед дали они тоа и го мислат и се. Видите, оваа стратегија има 29 страни, 30, 29 пишани страни, што е објавено. Ја верувам дека овакви документи може има и анекси кои не се објавуваат, кои се класифицирани. Државна тајна. Да, што се за самите институции, али она што го е објавено, тие 29 страни, тамо не пишува непријателски држави, Русија или Кина, него сопарници, борба за доминација, моќ и така натаму да се намали. И тука, се извинувам, интересно е посебно, значи не то колку за Русија, Русија е ставена во контекст на Европа и смирувањето на тезиите со Европа и помирување и да нема долготрајни конфликти во Европа. Тежиштето и по страниците која гледате, земете само и анализирате самите страници за западната хемисфера, преку 6-7 страни е опишано колку му е важно него самата Америка, неговиот двор, па после најмногу страници, 4-5 страници за опишани за Индо-Пацифичкиот регион, и после се помалку страници за Европа, една страна и другите региони и така натаму. И самото содржање ќе видите каде е изразено, искажено тежиште кои им се приоритетите. Јас тука би продолжил, можда интересно да кажеме колку збора со за Индо-Пацифичкиот регион и визави Америка. Еве, додека сме тука само, бидејќи течат и преговорите за Украина, видовме последните изјави што се тоа мислам да офатиме после како последна точка војната Украина и ова, али вред, не е проблем. Бидејќи тука сме некако нема проблем. Течат преговорите и гледаме дека последните изјави односите на американската администрација кон ова прашање можеме да ги некако да ги сведеме на бранови, каде што еден бран, да речеме, прави притисок врз украинската страна, па потоа врз руската страна, па потоа повторно врз украинската, и сега последните изјави што ги видов е дека сега повторно се прави притисок врз украинската страна, каде што вела дека повторно таму сега според американската администрација има проблем. Мислите ли дека нешто ќе произлезе од овој силен американски притисок да се постигне договор? Познајќи го, колку го учиме председател Трамп и она практично го напишале и во стратегијата неговите заложби, верувам дека нема да отстапат они така лесно од ова што кажуваат и нивната политика. И гледате, сега иде кога збораме повторно тука за Европа и конфликтот меѓу војната меѓу Русија и Украина и овие заложби за постигнување некој нацрт мировен договор. Тука излегува Соединетите американски држави со свој еден предлог мировен договор од 28 точки, кои се оцени дека од Европа и така натаму Украина дека е малку пренаклонет повеќе кон Русија. Се состана нели Украина со водечките европски држави, европската тројка, пред се Британија, Франција и Германија и со другите, и се изработи нели уште друг еден противдоговор од страна на Европската унија со 24 точки. Јас ги анализирав детално двата договори, предлог договорот американскиот првиот, па имаме прв од европската страна со 24 точки. Тие од 24, 28 точки американскиот прв предлог и европскиот 24 само во 15 се подудараат. Во 8 практично 8 или 24, да, скоро не 8, 11 и нешто се разликуваат. Значи суштински разликуваат. И тука разликите пред се ги знаеме, се коментира во јавност, али еве ќе ги кратко повториме. Во делот на гаранциите безбедностите разликите се големи, во однос на отстапувањето на територијата која ќе ја контролира, што ќе се контролира од руска страна или она што треба да се отстапи, се разликуваат. Се разликуваат практично и во самото примирие, во прекинот на огнот, бидејќи американците велат
кога ќе се постигнат тие зацртани линии кои до каде треба да се постапи јас се извинувам, настапува одма прекинот на огнот, а силите треба да се повлечат на тие линии кај што треба да се повлечат. Пред се мисли на ова, нели, бидејќи Америка гледа на благонаклоно, едноставно таа Русија да оствари со таа цел да ја окупира цела таа да ги заземе или да ги контролира, не да ги окупира комплет тие автономни области кои се уште не ги зазела воено. Пред се мисли на Донец, Луганск го има, а тие двата се во областа на Донбас, каде што тој дел би требало силите да се повлечат и тука по предлогот од Соединетите американски држави тие се склони кон тоа да им го дозволат. Тука Европа и Украина се спротивстава, па еве и вчера и денес на состанокот со тројката во Европската унија повторено дека не се дозволени никакви отстапки од страна на Украина, не се возможни да предаде своја територија практично да потпише. И за прекинот на огнот, значи делот вели Соединетите американски држави кои ќе ги заземете и ќе се отстапат, ќе се зацртаат линиите и секој ќе застане на таа линија до кај одредена, а во европскиот предлог се вели после направениот договор, значи они не го тоа прифаќаат дека тие експедитивно треба да се повлечат. Следно во тие договор карактеристично е што Европа на некој начин и потврсто се спротивстава на Соединетите американски држави, бидејќи они во нивниот предлог спомнуваат Соединетите американски држави со Русија, вака ќе направат, ќе потпишат договор за контрола на нуклеарната електрана, за НАТО, ќе влезе, ќе нема да украинците да влезат во НАТО и таа. Европа им вели, не, чекайте, ова не можете вие билатерално да го решавате ако сте сојуз. И тука се спротивстава во нивниот предлог, не може да одлучувате и сите оние делови во однос на НАТО, во силите и во однос на тоа Украина што треба да направи сама, тие велат ова е меѓудржавен договор, не е договор меѓу Соединетите американски држави и Русија и затоа европскиот предлог е спротивен на американскиот. Сега нели трајат третите преговори каде што Соединетите американски држави заради ова противење од Европската унија практично сега преговара само директно со Русија и Украина. Европа ја избегнува за сега. Европа инсистира да се наметне, инсистира и вчера еве состанокот инсистира дека тие мора да бидат вклучени штом се разговара за европската безбедност. Не само Украина, него за европската безбедност тие мора да бидат вклучени. Како сега тоа ќе го изменаџираат Соединетите американски држави ќе видиме. Еве вчера, односно денес се очекува Европа да оди и со втор предлог, практично после оној првиот, со втор предлог на мировен договор, каде што веројатно ќе атерира од некои точки да се доближи до ставовите на Америка, бидејќи сите велат тука сте близу, се има уште неколку точки, територијата е најголем проблем, гаранциите е најголем проблем, безбедносните гаранции, користењето, па и некои економски и хуманитарни прашања, бидејќи знаете она и со нуклеарните електрани, со она браната што беше срушена, и тука има разлики од страна на толкувањето на Соединетите американски држави и Европа. Европа инсистира, ако е тоа европска безбедност и Украина дел од европската, таа биде вклучена. Али низините барања во голем дел се спротивни од она што би сакала, каде би направила и Русија компромиси, на тоа Америка и представува проблем за да го финализира тој договор. Сите велат се трчат последните десетина метри, најтешките од тие 100 метри на преговорите, дали ќе се успее, ќе видиме согласно оваа и стратегија за национална безбедност, каде што вели они инсистираат да им е став стратешки, не сакаме да дозволиме повеќе долги конфликти каде ќе се инволвираме, тоа алудира дека они ќе притиснат, ќе влијаат и на европските партнери, сепак да дојде до некој компромис, до некој договор и да се конечно прекине таа војна. Да, интересно е што ставањето на крај на војната во Украина е ставено како врвен приоритет и во оваа стратегија. Добро, ќе видиме како ќе се одвива тоа, како што вие велите и така велат и представниците на Соединетите американски држави и на Украина, дека се блиску, но сепак она што може да се види дека најтешките точки не се решени. Оние всушност се најспорни, тоа е територија. Многу е суштинско ова што е напишано стратегијата. Соединетите американски држави, ако тие велат, не ја гледаме Русија како закана, Русија ќе го почитува примирието, нема да биде закана за Европа и сега е прашање тоа е Европа како ќе го тоа прифати и да го промени својот став. Бидејќи од една страна ние почнавме како Европа нели да се вооружуваме, одбранбени сили, вложување во вооружувањето, силите да се зајакнат за некој следен нели иден конфликт кој сите го спомнуваат, нели се лицитира со таа 2030 дека ќе настане некоја голема војна и така натаму ако продолжи со ова темпо.
Очигледно, на Соединетите Американски држави тоа не им одговара и тоа не сака да го дозволат на европскиот континент и мислам дека ќе направат се тоа да го спречат, бидејќи согласно оваа стратегија основното, нивниот двор им е најбитен, бидејќи и таму има неисцрпни ресурси. И самата Средна Америка и Јужна Америка, каде што тој тие велат последните 2-3 децении с американската политика нанела многу штета на интересите на американски, што дозволила големите сили, како што е Кина или Русија или други сили, да им дојдат во нивното предворје во Јужна Америка и да остваруваат своји економски интереси. Трамп и оваа администрација сака тоа да го променат и да ја вратат доминацијата во таа западна хемисфера, која и како им е доволна и има капацитети за да се развиваат, и со второ тежиште што малку не го спомнавме, а можеме да го спомнеме, повторно велам, бидејќи потрошиле 6 страници на тоа за важноста на Индо-Пацифичкиот регион и каде што таму ќе ги насочува средствата и воените средства и политичките и сојузите и така натаму. Да, тоа се разбира Кина. Тука зборуваме на многу за Кина. Да, Кина е главниот соперник и тие една страна и посветиле цела на Кина да ја објаснат нивната економска моќ, развој и така натаму, каде што велат од земја која од пред 3-4 децении од сиромашна земја се дошла во ниво на бруто друштвен производ да дојде да и парира на Соединетите Американски држави која е водечка сила со децении. И тоа е вели непростива грешка на сите администрации на Соединетите Американски држави, зашто тоа се дозволило водејќи се со такви погрешни економски политики како што мисли оваа администрација на САД. Бидејќи самото Кина и околу Кина и Јужното кинеско, спророите околу Јужното кинеско море и така натаму и цел тој дел од Индо-Пацификот се вели, тука е вели, сите тие држави допринесуваат со скоро пола од бруто друштвениот производ на целиот свет. Зато им е нив битно. Таму е пола од светската трговија се спроведува во Индо-Пацифичкиот регион. Преку Јужното кинеско море се спроведува 1/3 пловидбата е 1/3 од сите стоки и роби во светот. И зато им е нив битен и Јужното кинеско море и се тоа околу Кина, за да ја задржа доминацијата, односно да не дозвола Кина да дојде да има превлас. И за како ќе го направат тоа? Тоа го зборав и порано. Мора да вложуваат тамо и ова што сега вложуваат у НАТО, јас себе ќе кажам слободно, тие практично тамо многу дупло тоа ќе мора да вложат во Индо-Пацифичкиот регион со нивните партнери да имаат некој свој, да го наречеме мини НАТО или како ќе го наречат со Австралија, со Јапонија. Да, каде што ќе вложуваат многу повеќе него што и вложуваат овде во самата Европа или Евроатлантскиот сојуз. Тоа ги чека Соединетите Американски држави и така и они си зацртале. Таму се, нели, ако почнеме од Јапонија, ако почнеме од Тајван, ако почнеме од Филипини, Индонезија, нели, Индија, овие држави што играат со сака да соработуваат и со едни и со други, именувањето на нивната политика кон други држави за стекнување, Австралија секако таму и Нов Зеланд. И велат, тука си во принципите се наведени во стратегијата. Вели, интересно е кај што велат принципите. Да, ќе остваруваме мека моќ. Че нема да одиме со наметнување на демократија или наменување на режими и така натаму по секоја цена. Само во исклучителни ситуации. Меката моќ ја гледаме, вели, влијание, соработка, али не по секоја цена. Ќе им оставиме државите што имаат различни демократија, различни вредности, нема да им ги наметнуваме нашите. Тоа го напишале ова стратегија, во сите претходни стратегии, нели беше на демократските вредности на либералната демократија, право, антикорупција, слобода, правата и така натаму. Ако не се ги почитува нека држава, ќе дојдеме таму и сакаме да ги наметнеме. Не, сега вели тоа не го правиме. И со Блискиот Исток, и со Африка, пред се, вели, ќе гледаме да ги заштитиме нашите интереси, освен ако не дојдат некои хуманитарни или големи несреќи или катастрофи или убиства, па да се умешаат. Али тоа оно што го применува и Кина. Кина на тој начин навлезе во 35 од 54 африкански држави, во 35 влезе на економски план на тој начин. Ме интересира економијата, бизнисот, кредити, развој, инфраструктура, не ме интересира каков имате таму политичко редување и дали ги почитувате права. Сега на некој начин Трамп и оваа администрација сакат да се доближат кон тоа, бидејќи Кина на тој начин направи пари и дојде да има 20 и нешто трилиони долари, Соединетите Американски вредност на економијата. Соединетите Американски држави се уште се први на светот со 30 трилиони долари во економска моќ, а веќе втори се Кина со преку 20 и нешто по останатите држави. Значи, тие сака да го спречат тоа темпо. Индо-Пацифичкиот регион е битен е и од безбедносен аспект, битен и од ресурсите.
Таму да не зборуваме сега за резервите на плин, нафта, газ во тој регион и на Јужното Кинеско море и во тие меѓународни води каде што кој ќе го контролира, тој ќе ги експлоатира. И тука се најголемите прибирања. И затоа тие ќе вложуваат и понатом, тоа е големо пространство, големи милји и километри се тоа каде што мора да ги помогнат тие држави. За сега тие држави малку вложуваат, сега тек почнуваат да вложуваат повеќе партнерите на Соединетите американски држави во Индо-Пацифичкиот регион. Ако почне во Јапонија, гледате сега Јапонија се веќе на некој начин милитаризира, Јужна Кореја и така натаму, тоа не беше случај пред тоа. Индонезија, Филипини, Австралија сега тек почнува да вложуваат големи средства во одбраната за да бидат соодветни партнери и они практично она што го зборевме и ние. Интересното она во однос на Кина, нели зборевме за прв островски ланец за заштита, за вториот и тоа го напишале во стратегијата. Тоа го ставиле во стратегијата и ги објасниле каде се протегаат прв островскиот ланец на одбрана, го велат на одбрана или заштита од Кина, вториот островски ланец каде што вие тоа се милји и милји јадници каде што треба да ги организирате со сили, средства, потракетни орудија, авијација, аеродроми, бази и морнарица пред се и маринци, бидејќи тоа се пространства водени, каде што вие ќе може да интервенирате по тие острови, по тие региони. Да, но знаете што е збунувачки, барем тоа го кажуваат и самите земји таму сојузници на Соединетите американски држави во поглед и на политиката, но и на изјавите на американскиот претседател Трамп, па и во првиот мандат, не само во вториот. На нив им е нејасно. Например, еве доколку Кина го нападне Тајван, дали Соединетите американски држави ќе интервенираат или не, бидејќи имаше изјави од Трамп дека нема да интервенираат. Има и дека има за Јапонија исто така, има директна изјава на Трамп во минатото дека не знае дали би помогнал на Јапонија доколку треба, например. Господине, сега ме подсетив и тоа е пишано. Сега нели не можеме 33 страници, али еве добро ме подсетивте, го напишале тоа за Тајван. Е битен за Тајван, суштински важен. Зашто? Затоа што тој практично е, како го гледате географски, го дели целиот тој прв островски ланец нивни, како они го гледаат за одбрана кон Кина, како средишна точка на северен и на јужен. И тука, велам, проминува према Јужното Кинеско море 1/3 од светската трговија. И тие го напишале тоа и во стратегијата. Тајван е за нас битен и не дозволуваме, не се согласуваме со еднострано менување на статусот на Тајван. Тоа е напишано во стратегијата. Тоа е одговор на ова вие што го велите дека Кина нормално кажува вели друго, не, тие тоа мислиме дека е наш дел, ние тогаш имаме право да изврши анексија и да го припоиме кон нашата држава. Тоа во стратегијата Соединетите американски држави се спротивуваат на тоа и велат нема да дозволиме еднострано менување на статусот на Тајван. Што значи тоа? Значи ако некој сака, тука може да дојде до конфронтација. Тоа е напишано во стратегијата. Да, но кога имате изјави дека не знаете дали би му помогнале на Тајван во минатото, или на Јапонија. Тоа беше пред тоа. Сега збориме, оваа стратегија е донесена сега. Тоа беа такви изјави пред месец, 2-3. Сега веќе е чисто. Стратегијата е објавена, овој водечки документ, подпишан од претседателот. Сега веќе нема дилеми. Да не зборуваме за Јапонија, нели зборевме, ние кажувавме колку имаат војни бази и колку војни сили во Јапонија и на сите острови од Окинава скроз до Тајван доле, како се движат островите од Јапонија и колку војни бази во Јужна Кореја и во Австралија и така натаму и колку вложуваат. И дури сега, еве знаете, најновите заложби, Кина, Јапонија покрај сето она мировен устав да нема нуклеарно оружје, да веќе се решава, се водат преговори да се менуваат устави законите да практично биде да почне да користи и нуклеарно оружје и Јужна Кореја и Јапонија. Тоа сега се преговорите кои се водат со поддршка на Соединетите американски држави. Австралија веќе е влезена во таа игра со подморниците, со програмата за производство на подморници на нуклеарен погон. Да. Што мислите, да се вратиме малку назад на американско тло, како континент се разбира, ќе додели до војна интервенција во Венецуела, бидејќи таму веќе се собрани огромни сили? Да, еве, мислам дека се тоа видите сега тука е согласно стратегијата, тоа им е важно, најважно прв приоритет западната хемисфера и мислам дека тука они нема да отстапат, се презема се да ги осварат своите интереси во Јужна Америка. Дали ќе одат на војно, дали ќе пробат економски, политички, санкции и други работи по софт
мерки да потребат да не гинат луѓе, да не гинат војници и така натаму, ќе видиме, мислам дека ќе одат да ги исцрпат прво сите можни и со економски, и со притисоци, и со поддршка на опозиција и така натаму, да го трошат најскапиот ресурс, човечкиот ресурс да се водат вооружени дејства. А ако треба да се прават или удари, тоа веројатно оделе пак она софистицирано преку ракетни, артилериски, да не тие се осетливи, не сакат својот човек толка лесно да го губат. Мислам дека ќе нема да отстапи од тоа, да тој да се повлече или да прифати договор некој или да прифати некој да разговара, бидејќи веќе има некои разговори. Прашање колку ќе биде, значи Мадуро или Венецуела претседател може да биде силен или да се сили ако има и некоја поддршка од Кина или Русија и така, али гледаме дека тоа сега се доведува на некој начин во прашање, без оглед што постои таа поддршка, и ако Соединените американски држави тоа е наш двор, ние сме тука газди, сите држави ќе мора да се прилагодите на ова и да имате просперитет или да сработувате со нас, тој нема да отстапи од тоа. Како ќе биде разврската, дали со економски притисоци, дали со удари, одредени удари и така натаму, ќе видиме, зависи од одлуката. Мислам дека ќе испробаат. Се повеќе гледам дека претседателот Трамп ја слуша својата администрација, која е јака, аналитичка и така натаму, немаат колку решение да донесува и ќе проба без војни средства да оствари таа цел, Венецуела да се повлече, односно тој претседател, и да се, бидејќи тој сега ја праќат порака на цела Јужна Америка со ваквата стратегија, не само на нив, и на Средна Америка, и Канада. Така да ќе видиме, тука е интересно, веќе кажам, веќе се настанати одредени организацијски промени. Знаеме ние тамо сега колку сили донесува, нели, во Карибите и близу до Венецуела, носачот на авиони, околу уште 10-12 други фрегати и разрачи, скоро 15.000 војници во тој дел. Спремни се они да извршат инвазии и све, али мислам дека ќе пробат да не прават жртви, да го осварат тоа на тој начин, жртви во своите сили. Нема да биде класична копнена интервенција, тоа е сигурно. Друго, во организацијата на западната хемисфера, интересно, ова е најнов податок, што веќе се применува и во армијата, спогласно ова политика, западната хемисфера веќе има наредба и е донесена одлука да се, веќе, ја знаете, Соединените американски држави имаат 11 стратегиски команди, борбени команди во светот, кои се определени за секој дел од светот, од каде што 7 се географски за светот и 4 се по браншите, специјалностите. Има за Северна Америка команда, за Јужна Америка команда. Сега со оваа стратегија и веќе е наредено од страна на Министерството за војна, не од Демпар, да се формира нова команда за западната хемисфера. Значи, Северната команда и Јужната команда на американската војска за Јужна Америка и за Северна Америка и Средна се обединува во една за да се олесни и да се подобри координацијата во некој сутре ако треба. Да напоменем и само дека он таму во тој дел сега економски ги гледа овие големите држави и така натаму дека се проблеми и се мешаат од дворот. Најголем проблем е миграцијата, на прво место ја потенцира сегде, да се попречи миграцијата, да се спречи, дури наведено е тамо, вели готово заврши ерата на масовната емиграција во САД. Тоа е негов став. Значи тоа ќе се попречи и тука се наведени наркокартелите, бандите и така натаму кои што се дигнати на ниво на терористички организации. Тоа е на нив основната закана каде што мора својата обала, своите граници да се заштитат во западната хемисфера и дека таму треба да вложуваат многу средства што пред тоа не биле вложувани и затоа имале таков проток или пробив на такви банди, картели или други сили пред се на економски план. На економски план веќе се решени тоа полека да го сузбиваат, без оглед што е таму доста во Јужна Америка влезе на Кина па и Русија, али тоа ќе оди постепено. На воен план ќе оди порадикално и побрзо. Тука за миграцијата можеби ако има време може да се надоврзиме за оваа, бидејќи е кај нас исто актуелно или ова проблем е светски феномен, така натаму. Јас сакам ви кажал тука неколку работи, јас за тоа пишував и уште пред 10 години во оваа книгата за глобализацијата и тероризмот, па еден од елементите за како еден можните елементи во делот на економските економско-социјалните елементи за загрозување на безбедноста беше наведена и миграцијата. И уште пред 10 години, па сега еве исто пишував некој труд за специјализираното списание на Министерството за одбрана штит, исто за па се погоди дека се отвори ова тема со Британија и мигрантите. Прво, ајде да збориме без емоции и реално, со факти. Тоа е проблем, тоа е проблем кој го тишти не само нас и сите други држави. Значи не збориме да го оправдаме, него да збориме реално, бидејќи обично кога ќе спомене ние миграција овде сите одма вели готово не окупирајќи ни дојдат не сакаме. Али да видиме која е реалноста. Јас во еден труд тамо напишав наслов миграцијата, неминовност или закана.
Значи, ние сме сега тука во еден таков расчекор дојдено со таквите тие политики и така натаму и селување населението. Дали тоа е и као неминовност и може да биде закана. Ако вие го изгубите работното способно население за сите овие 30 години, поред податоците после може да кажеме за државите у регионот, ми извадено колку се излезени, за Македонија се проценува од страна на европски институции дека до сега Македонија се иселени 700.000 граѓани. Од своето население изгубила Македонија. Исто имам и за другите држави во регионот. Кога вие сега се доведени во прашање функционирањето на земјоделието, економијата, услужните дејности, немате работна сила, кога немате производство, доаѓате ситуација да мора да воведувате работоспособна сила од други држави. Таа не може да бирате. Не може да бирате од кои држави. И доаѓаме една ситуација каде што тоа може да биде практично и закана за самата и за на социолошки, и на културолошки, и на политички, и на економски, и на безбедносен план за самата држава. Во таква состојба сте ние, но за жал во таква состојба и целиот регион на Балканот. Јас овде имам податоци извадено од овој последниот труд, можам само на кратко да ги прочитам, да не памтиме бројки во врска со тоа. Гледате сега, феноменот во светот, прво преку 300 милиони има луѓе што не живеат во своето место на каде се родени. Преку 300 милиони мигранти, бегалци на ниво на светот од 8,2 милиарди држави. Во Европа, бидејќи често спомнуваме, во 2024 во Европа веќе има 94 милиони бегалци. Знаете, се спомнува тоа по државите, практично најмногу во Германија. Во Германија веќе има преку 17 милиони мигранти, тоа е скоро 20% од населението. Во Велика Британија, која не е во Европската унија, али тука во Европа, преку 10-11 милиони, 15% од населението се мигранти, еве сега е актуелна Британија. Преку 15% се мигранти во Велика Британија. Франција преку 9 милиони, 13%. Шпанија исто 9 милиони, 18%. Па има држави други според бројот помален според населението кои се помале, дури имаат некои по 50-30% веќе мигранти во нивните држави бидејќи имаат помал број на население. Али еве ако одиме и за Балканот, бидејќи ова засега и нас. Тука знаеме од каде доаѓаат мигрантите. Повеќе овде во регионот кај нас има и од регионот, али повеќе се нели од Северна Африка, Источна Африка, Азија и од тој дел на Индо-Пацификот и така натаму. Па еве според податоците, овие би требало да се меродавни податоци што ги наоѓам. Во Словенија вика од 2024 година имало 258.600 мигранти со одобрен престој. Само една напомена, значи до пред некоја година имавме наплив на илегални мигранти. Сега тоа со мерките некако тие правци преку Медитеранот и Средоземното море се позатворија, али се најдоа начин за легален престој доаѓање на мигранти и во Европа и на Балканот. По разноразни основи, и за работа, и студирање, и бизнис и така натаму. Значи во Словенија минатата година имало 250 скоро 260.000 мигранти. Во Хрватска минатата година преку 450.000 мигранти со одобрен престој збораmovi. Да. Во Црна Гора 123.000 на таа нејзина големина, 123.000 мигранти со одобрен престој, пократок или подолг. Македонија во 2020 поред пописот се кажуваше дека има околу 80.000 мигранти во Македонија, но според европските податоци за таа година тие велат дека имало 131.000 мигранти во Македонија. Според Државниот завод за статистика од 2024 година годишно само за таа година се доселиле 3.000 странски жители. Али што интересно, истата година преку 3.000 македонски државјани се иселиле. Значи тоа е практично доаѓаме минус нели 6.000. На истата година, според податоците на за Организацијата за економска соработка и развој за Југоисточна Европа од 2022 година, се проценува дека од Македонија се иселиле 700.000 жители за сите овие години наназад, од вкупното свое население. Значи, ние кога зборуваме еве и во јавноста, тоа е сега фама за населување на мигранти, за масовни миграции, тие се веќе тука, ние не сме свесни дека тие се веќе тука. Кажам, дали тоа е неминовност, потреба, неминовност и закана. Сега да одберем, ние сме во една неполна позиција, состојба државите кога веќе немате работно способно население, вашето заминало надвор, а функциите на државата и за многу сектори треба да функционираат. Вие немаме више ни производство, немаме земјоделие и така натаму, до кога можеме тоа да го издржиме со увоз. И дека е закана, да, закана е.
Со векови тоа трае таа миграција и големите и појаките држави тешко или скоро никако не може да се борат со миграцијата и да најдат начин, а уште помалку помалите и посиромашните. Па дори и во стратегијата на Соединетите американски држави, да завршиме со тоа, е на прво место од приоритетите или заканите е напишано тоа. Вели председателот Трамп и неговата администрација. Ќе спречиме повеќе масоната за миграција заврши Соединетите американски држави без што се тоа држави и нации создадени од мигранти. Но да, тоа сакав да кажам еве за крај како заклучок, бидејќи многу често ги гледаме работите малку тесно, моментално, емотивно, како сакате, но ако гледаме историски тоа не е ништо. Масовните миграции се историски факт, така се формирале нации, држави, нови континенти. Не е ништо ново, сакам да кажам како појава. Како појава не е ново, трае од кога постои човештвото, практично е племенијата. Али сега да, овие држави големите кога гледат дека влие тоа на нивниот културен развој, политички, економски се мешаат разни нации, разни вери и така натаму, не уклопување во системот, не прилагодување на тие норми, веќе станува тензии меѓу домицилното население и мигрантите и така натаму и веќе представува на некој начин и закана и еве со тоа ќе завршам во самата стратегија на Соединетите американски држави тоа и го напишале, вели заради негативниот ефект на миграцијата, вели во земјите ни целиот свет, масовната миграција ги оптоварува домашните ресурси, го зголемува насилството и другиот криминал, ја ослабува социјалната кохезија, ги искривува пазарите на трудот и ја подкопува националната безбедност. Ерата на масовната миграција мора да заврши, тоа е за САД. Тие може така да се однесуваат, а за жал ние овде на Балкан и другите ве сме многу потешка ситуација. Да, но исто така интересно е, господине Кузманов, дека една од најголемите империи во историјата на светот, тоа е Римската империја, на крајот ја уништиле варварите. Па ете, или кои тие ги нарекувале варвари. И тоа може да биде одговор на тоа што може да се случи. Да, историјата е циклична, се повторува. Ви благодарам уште еднаш за гостување. Благодарам на поканата и за можност. Да. Ова е крајот на првиот дел, почитувани. Останете со нас, продолжуваме со Гоце Делчев, Тодев, ќе разговараме за Safe City.